Сте застанале ли некогаш да се загледате во сопствената сенка? Ја гледаме буквално секој ден, ама ретко кога размислуваме за физиката што стои зад неа. Епа, во следните неколку минути ќе откриеме токму таа мистерија, почнувајќи од самата светлина. Се почнува со едно прашање што сигурно си го поставил секој од нас. Сите го знаеме ова. Наутро и доцна попладне нашите сенки се протегаат, изгледаат огромни, дока точно напладне речи си да ги нема. Зошто е тоа така? Одговорот, верувале или не, се крие во самата природа на светлината. Пред да зборуваме за сенката, мора прво да зборуваме за тоа што ја создава, а тоа е светлината. Затоа што, во суштина, сенката е нешто многу едноставно. Таа е само отсуство на светлина. Па ајде да почнеме од основите. Значи, што е светлината? Наједноставно кажано, таа е вид на енергија. Еден вид електромагнетно зрачење. Но за нас, таа е многу повеќе од тоа. Таа е клучот што го отклучува целиот визуелен свет околу нас. Без неа, се би било само темнина. И сета таа енергија доаѓа од различни места. Имаме природни извори, како нашето мочно сонце, далечните звезди, па дури и малите светулки. А тука се и вештачките, оние што човекот ги создал, сијалици, екраните од кои не се одвојуваме, па и обична свеќа. Сите тие го прават истото, создаваат и шират светлина. Знаеме дека светлината патува. Тоа е јасно. Ама колку брзо? Подгответе се, бидејќи бројката е, астрономска. Светлината се движи со невероватни 300.000 километри во една единствена секунда. За да си представиме, додека да трепнеме, зрак светлина може да ја обиколи Земјата повеќе од 7 пати. Тоа е најбрзото нешто што постои во универзумот. Апсолутен шампион во брзина. Еве еден пример што на вистина ќе ни ја долови оваа брзина. На светлината ѝ требаат околу 8 минути за да го помине патот од Сонцето до нас, на Земјата. Што значи ова? Ако Сонцето е хипотетички згасне токму сега, ние тоа нема да го знаеме. Ке си живееме во блажено незнаење цели 8 минути пред да настане целосен мрак. Неверојатно, зарем не? И сега, доаѓаме до најважното правило. Клучот за целата мистерија на сенките. Ова е можеби единственото нешто што треба да се запамети, затоа што од него произлегува се друго. Светлината има едно многу строго правило. Таа секогаш патува во совршено права линија. Не прави кривини, не врти задагли, едноставно оди право. Токму тоа праволиниско движење, тие светлосни зраци, се основата за се што ќе зборуваме понатамо. Значи, запаметете, светлината патува право. Добро, значи, светлината патува право. Но што се случува кога на тој нејзин прав пат ќе се појави некоја пречка? Може да го замислиме ова како еден вид патека со пречки наменета само за светлината. Ајде да видиме како различните материјали се однесуваат на таа патека. Имаме прозрени тела, како чисто стакло, кои се како отворена врата, ја пропуштаат целата светлина. Потоа имаме полупрозрени, како заматено стакло, кои пропуштаат само дел од светлината. Но за нашата приказна најважни се непрозривните тела – дрво, метал, книга, па и ние самите. Тие се како зид, целосно го блокираат патот на светлината. И токму тука, во тој момент, се случува магијата. Кога имаме светлина што патува во права линија и непрозирен објект што ќе и застане на паток, се раѓа сенката. Тоа е местото каде светлината не може да стигне. Целиот процес е како еден многу едноставен рецепт. Прво, потребен ни извор на светлина. Второ, таа светлина патува во своите прави линии. Трето, на патот и поставуваме некаква пречка, нешто непрозирно. И четврто, како резултат, зад таа пречка се создава простор каде што светлината не успеала да стигне. И ете, тоа е сенка. Кога светлината е комплетно блокирана, го добиваме она што физичарите го викаат умбра. Тоа е срцето на сенката, оној најтемен дел каде што нема ниту еден зрак директна светлина. Тоа е совршена целосна блокада. Ама, сигурно сте забележале дека сенките често имаат и заматени посветли работи. Што се случува кога изворот на светлина е поголем, како сонцето или голем рефлектор? Тогаш се појавува и пенумбра или полусенка. Тој е оној посветол дел околу темното јадро, каде што светлината е само делнумно блокирана. Значи, еве ја разликата. Мал, точкест извор на светлина
како една мала леција личка, прави остра, јасна и темна сенка. Тоа е умбра. Од друга страна, голем, простран извор како сонцето создава сенка со темно јадро, ама и со помеки, посветли работи. Тоа е пенумбрата, затоа што дел од светлината успева да дзирне околу објектот. И сега, откако го научивме сето ова, дека светлината патува право, дека имаме непрозирни објекти, умбра и пенумбра, конечно можеме да се вратиме на нашето првобитно прашање. Еве го и одговорот. Наутро. Сонцето е ниско на хоризонтот. Светлосните зраци доаѓаат под многу остар агол. И кога ќе удрат во нас, сенката што се создава зад нас е многу долга. Како што денот напредува и сонцето се крева се повисоко на небото, аголот на зраците станува се пострмен, а нашата сенка се покуса. Едноставно, нели? Добро, ја решивме таа мистерија, ама еве уште една мала загадка. Сигурно некогаш сте гледале фудбалски надпревар навечер и сте забележале дека играчите на теренот имаат по 3-4 сенки. Како е тоа можно? Па одговорот е во тоа што го научивме досега. Се работи за изворите на светлина. На стадионот нема еден, туку повеќе огромни рефлектори, обично 4. Епа секој од тие рефлектори делува како сопствено сонце и фрла сопствена сенка за секој играч. 4 рефлектори, 4 сенки. Толку едноставно. Значи, научивме дека сенката е всушност простор каде што праволиниското патување на светлината е блокирано. Ама, ова отвора едно сосема ново фасцинантно прашање. Што се случува кога светлината не е блокирана, туку кога ќе помине низ друг материјал, како вода или стакло, и ќе го промени својот правец, кога ќе се скрши? Но тоа е веќе тема за некоја друга прилика.